А токму на тема економија и други теми од економската област, вечерва ќе разговарам со мојот гостин Миле Бошков од Организацијата на работодавачи. Добро вечер и добре дојдовте во вестите на телевизија Нова. Господине Бошков, како го оценувате стартот на владата во првите 100 дена, а еве и потоа на економски план? Па пред се владата она што го вети и за време на изборите постапи транспарентно, отчетно и во насока на консултација за сите економски мерки. Не можам да кажам дека се само економски мерки, туку има сет на реформи кои директно влијаат на социјалата, меѓутоа и на економијата. Еве во моментот се на некој начин привршуваат и локалните избори кои директно ќе влијаат на локалната економија, на локалното социјоекономско живење и мислам дека можеби поради сите овие избори и очекувања и на некој начин спроведување на сите замислени процеси, не можеме баш точно да кажеме докаде стигнавме со економскиот раст, докаде стигнавме со подобрување на социјалната состојба и докаде стигнавме со економската состојба. Најавени се сет на мерки за економски раст и сега треба, вистина ние и се понудивме, меѓутоа мора да признаеме и дека бевме и поканети и целата економска заедница за соработка, консултации, размење на мислења во однос на сите социјоекономски прашања и поголем фокус на економијата. Се најавува зголемување на придонесите и на даноците, а сериозно се анализира и можноста за зголемување на ДДВ-то за неколку проценти. Иако од Министерството за финансии велат дека ДДВ нема да се менува, меѓутоа доколку се случи тоа, како ќе се одрази врз економијата и врз кондицијата на фирмите? Па пред се, оно што го кажа и во денешна изјава министерот Тевдовски, дека ДДВ-то воопшто нема да се менува. Треба да се верува, бидејќи на некој начин така и треба да ја концепираме целата соработка врз основа на доверба и врз основа на темелни изјави. Од друга страна се најавува и промена на даночниот систем. Нели во предизборието, точно од ова студио, говоревме кој модел би бил најпожелен. Веднаш ќе кажам дека ставот на Бизнис конфедерација и на членството беше дека можеби ќе треба да се разговара во насока на подигнување на даноците, меѓутоа она што беше најавено како прогресивни даноци, сметаме дека не е еднакво за сите и дека и според уставот, меѓутоа и според целата структура на законите на легислативата, треба да имаме еднакви можности за сите, па кој може да успее повеќе на пазарот да заработи или да придонесе, тој најверојатно и ќе треба според една основна стапка која ќе биде еднаква за сите да биде и така е оданочен. Што се однесува до придонесите, очекувано е, бидејќи можеби и не е ни откриени колкави се долговите на фондот за пензиско, фондот за инвалидско осигурување, здравствениот фонд и така натаму, кој можеби им треба инекција. Затоа треба да се преговара, да се разговара, да видиме колку може бизнис заедницата навистина да ги поднесе дополнителните трошоци за водење на бизнис. И згора на тоа треба и да на некој начин да компензираме од трошоците. Можеби ќе треба да се намалат дел од трошоците за водење на бизнис. Во секој сектор има давачки. Во минатото време, така ќе кажам, постоеше еден систем на регулаторна гилотиња и сметаме дека можеби ќе се промени името, ама принципот и постапките ќе треба да останат исти, а тоа е да ги намалиме колку што е можно сите оптоварувања, ќе ги наречам парафискални, за водење на бизнис. Така да во тој случај можеме да бидеме, да кажеме, расположени за менување на даночните основици. Вице-премиерот Ангјушев вели дека зголемувањето на даноците нема да било на товар на граѓаните и на стопанството. Предлагам овде најпрво да ја чуеме неговата изјава. Било каква измена на даночната политика во Република Македонија ќе биде во прилог на граѓаните на Република Македонија и ќе биде во прилог на стопанството на Република Македонија. Значи нема да се случи без поширока расправа и за таа сите медиуми, а нормално и целата јавност
без разлика дали е стопанска или граѓаните од другата страна ќе бидат навремено информирани. Бошков, ја слушнавме изјавата на Ангјушев и според економската теорија и во пракса даночното оптоварување не може да не ги погоди фирмите, особено граѓаните. Стравувате ли дека тоа ќе биде силен удар врз животниот стандард на луѓето и дали ќе се покачат цените и производите и услугите? Се надевам дека ќе најдеме начин да го искомпензираме тој трошок, даночен трошок. Од друга страна, знаеме дека земјата и буџетот е оптоварен, односно задолжени сме, може би од повеќе од очекувањето и од повеќе од она што можеме да го вратиме. И затоа, на некој начин, може се каже дека е очекувано една ваква даночна реформа дека ќе се случи. Уште во периодот кога се случува парламентарните избори, ние напоменавме дека ние од ниедна политичка партија не слушнавме мерки за штедење. И ете сега во овој момент, можеби на некој начин и доаѓа моментот кога навистина ќе треба да се осврнеме малце кон колективната одговорност за подобрување на ликвидноста на земјата, на буџетот, на можноста за да се влијае на стандардот. Така да, се додека дојде моментот кога ќе почнеме да преговараме и кога ќе на некој начин анализите кои ќе произлезат, односно влијанијата од самите реформи, во тој момент ќе може да кажеме навистина дали ќе влијае целата оваа реформа на животот и стандардот на граѓаните и нормално на начинот на кој би требало и се надеваме дека одиме во олеснување на водење на бизнис во Македонија. Владата вети 20 милиони евра годишно поддршка за домашните компании. Дали почна поддршката, дали се исплатени првите милиони како стимул за домашната економија? Сметам дека сите овие изборни процеси, бидејќи имаме и локални и нели ги завршивме парламентарните, имаат една клаузула, а тоа е на некој начин ставот на Државната комисија за спречување на корупцијата дека што се однесува до субвенциите, до поддршката, до оние милиони кои ги очекува стопанството, дека во овие овакви клучни моменти и за демократијата, меѓутоа и за мирни и фер демократски избори, дека не требаше да се случува. И сега граѓаните, нели, и покрај тоа и бизнис заедница што се во очекување, треба да го сватат дека од друга страна пак како колективна одговорност не ќе можеше државата да се впушти во една авантура, потикнување или поддржување или субвенционирање, поддршка, како сакаме ќе ја наречеме, на бизнис заедницата и на граѓаните. Така да од следната недела тоа ограничување на некој начин сметаме дека може да биде завршено, но постои еден друг предизвик, а тоа е на кој начин, како, низ кои процедури кои навистина мора да бидат транспарентни за да избегнеме сите сомнежи за селективна поддршка или селективно потикнување на социоекономско потикнување на бизнис, на животен стандард, ќе треба да учествуваме и ние сме спремни да понудиме искуство во досегашните процеси кои сме ги имале за транспарентно и неселективно поддржување и на граѓаните и на компаниите. Новата влада сврте нов лист кон странските инвеститори, односно нов модел за привлекување на странски инвеститори. Дали се чувствувате рамноправни сега со странските компании кои што се овде во земјава? Па, пристапот и на некој начин реформата, односно заложбите, тие се секако и низ законското писмо, меѓутоа и декларативни, дека ќе имаме еднаков пристап. Во моментот преговараме со владата за начинот на кој ние ќе се вклучиме како бизнис заедница во потикнување и привлекување на странските директни инвестиции. Морам да кажам дека со некој модел од начинот на привлекување кој се случуваше, дека не се согласуваме. Сметаме дека бизнисмените, стопанските комори, сдруженијата на работодавачи и директните контакти се многу подобри промотори отколку
регрутирани или пак приучени промотори, и тоа е една основна порака до владата која ќе треба да ја прими и нормално да ја прифати, доколку нормално се сложи, има консензус околу тоа, и дека тимот за привлекување на странски директни инвестиции веќе како предзнак ќе го има и она што го најавија во економските реформи, дека основа ќе биде пред се синџирот на соработка со домашните компании, како една од основите, а потоа и на некој начин, начинот на кој странските директни инвестиции навистина ќе бидат на некој начин добре дојдени или прифатени во Македонија. Сега во процес на заокружување на локалните избори, сметаме дека добра шанса е во целата оваа активност на привлекување на странски директни инвестиции и на домашни инвеститори под еднакви услови да се вклучат и градоначелниците, односно локалните општини, каде што во зависност од ресурсите и капацитетите и инфраструктурата која поседуваат и која планираат да ја подобрат и да инвестираат, дека ќе бидат исто така добра основа Македонија да биде децентрализирана во привлекувањето на странски директни инвестиции и домашни инвестиции. Бошков, ти благодарам што вечерва беше гостин во вестите на телевизија Нова. Благодарам за поканата. Ние